Да, продолжуваме со емисијата. Тука во студиото го имаме Илија Јовановиќ од невладината Градиме иднина. Господине Јовановиќ, после неколку месеци повторно се гледаме. Јас и вие не се откажуваме од тоа да се бориме да ги тргнеме децата од улиците, оние кои питачат или оние поточно кажано кои се злоупотребуваат од своите родители и од други лица за питачење, кои со помош на нив заработуваат пари, при тоа им ги упропастуваат животите, ги осудуваат на некакво вечно питачење, па и порано им завршуваат животите, за жал им го упропастуваат здравјето, но затоа, еве, вие сте тука, се борите против ова, па како што кажав, после некое време, повторно да видиме апдейт до кај сме, што сме со проектот. Како оди борбата? Дали имаме сега помалку деца на улиците од пред, да речеме, неколку месеци или од пред година дена? Ви благодарам на поканата. Христос воскресе за многу години. Живи здрави. Поздрав до цела екипа на ТВ24, на целиот тим во цела Македонија, каде што ги има сите новинари, дописници новинари, до главниот уредник, каде што постојано го поддржува овој проект. Ние сме, кажав, во изминатите периоди, ние сме сервис на граѓаните. Има резултати. Секој проект ја што ќе го започнам, не го застанувам и не го оставам. Продолжуваме ние. Им благодарам на сите што најмногу застана, пак ќе кажам, новинарите да не беа, главните уредници, дописниците од цела Македонија, каде што во цела Македонија, во многу градови каде што беше овој промовиран проект Стоп против питачењето и злоупотребата на децата и нивното здраве, каде што секојдневно се злоупотребува и секојдневно ние имаме питачи од 2000 до 3000 во цела Македонија, кажам. За Скопје си има одредена бројка. И најмногу му благодарам на Ламбро што најмногу ме подржа за овој проект да се движи и да се продолжи напред и да не застанува. Искрено да ви кажам, овој проект вроди со плод. Скоро 1 година и 4 месеци овој проект продолжува, функционира и тука не застануваме. Ви благодарам на третото гостување што веќе тука сум и стварно ги разбудивме сите релевантни државни институции да овој предмет кој беше чуван години наназад во фиоки и деценијски проблем кој никој до сега, ниту еден министер, ниту една влада во изминатите години не го реши овој проблем. Значи јас кажав дека сите сложно заедно можеме, ќе успееме и успеавме и веќе има движење на големи чекори со реализација на овој проект. Да, добро. Ние гледаме повторно има деца на улиците, ги гледате и вие. Имаме ли некои конкретни бројки како функционираат институциите, како функционира МВР, Министерството за труд и социјала? Дали сега имаме ли повеќе зголеме број на казни, дали евентуално деца се одземаат поради злоупотреба? Имаме ли такви некои статистики? Вака, Градиме иднина во соработка со Министерството за внатрешни работи, со Министерството за труд и социјала, ги поздравувам полициските службеници, дежурството 24/7 192, каде што константно се вклучуваа во проектот, да ви кажам, имаше голем одзив на тој проект и резултати, и кои ги државме дежурствата од 9 до 3 часот наутро, да ви кажам, бројката која беше зголемена од 120 се намали на 20 деца да секојдневно питачат во скопските булевари, раскрсници, предмаркети, банки, сендвичари, кафичи, ресторани и така натака, каде што ги има. И да ви кажам, се намали бројката. Откако неколку институции не се вклучија во овој проект, ние го стопиравме затоа што без тие две институции ние не можевме да го продолжиме работењето на овој проект, затоа што баш тие две алатки кои нам требаше да застана да ме подржат, они ме блокира на целиот проект, каде што требаше да го промовирам ја протоколот и да доставав пратки извештаи што се работело, како се работело, до каде е состојбата, колку се одвива проектот и анализите кои ги пратевме, да ви кажам, за 4 месеци повторно ни се зголеми сега бројката. Значи трагично и најжално што ја намаливме бројката за година и 2-3 месеци. Од 120 се намали на 90, па дојде на 70, на 50 и најмалата беше 20, зборувам за регионот на Скопје, Куманово и во неколку места каде што притискав да се отстрануваат питачите. Кога не се врши притисок, кога не се врши
надзор и увиди на сите наши дежурства, верувате, се зголемува бројката. Што сега повторно истата бројка ни се врати повторно по булеварите. Мада кој ќе ме видат мене и кој ќе вртам со велосипедот, веќе знаат и се повлекуваат и знаат што ги чека, дека ќе се повика полиција, инспектори за малолетни деца од страната на труд и социјала, центрите и така натака. Да ви кажам, сега Министерството за труд, каде што ние на месечно ниво со министерката Тренчевска и со тимот од овој проект, каде што е должна и работата на Министерството за труд, Министерството за внатрешни и центрите за социјални грижи, ние на месечно ниво по 3-4 состаноци одржаваме во присуство на министерката и незиниот тим како да се спроведе планот. Министерството за внатрешни, сите полициски станици на ниво на цела Македонија, откако кренавме голема прашина за стоп против злоупотребата на децата и питачењето, од 3 часа од денеска сум станат наутро, па до пред да тргнам на работа, гледам доста резултати има од страната на полицијата, полициските станици дека ја извршуваат работата, затоа што они ако не ја извршува, еве ги јас кој ги доставав извештаите до сите полициски станици, ја ги доставам овие извештаи, каде ги има, на кои маркирани локации, Министерството ги знае сите и сите полициски станици во цела Македонија на локално и општинско ниво. Реагира ли барем полицијата? Реагираат, затоа што јас веќе доставам извештаи на 3 страници каде и на колку места ги има родители од 40, 50 и 60 на годишна возраст, каде што ги злоупотребуваат непознати сторители и колку има новороденчиња, мали деца, бебиња кои се уште не се развиени како што треба. И да ви кажам, полицијата мора да излезе на терен, затоа што јас кажав, ние имаме полициски станици, имаме државни институции, они мора да постапат према законот за полицијата и ова, јас ги пратам. Доколку они не ја извршат службената положба, јас веднаш барам одговор на тоа и барам допис повратен да ми достава дали постапиле према моето барање, дали излегне на терен, дали се известени центрите за социјални грижи и Министерството. Они како полициски службеници, како полициска станица треба и центрите веднаш да ги известат за да излезат заеднички како што е протоколот за постапувањето за децата да се отстрануваат од улица, они мора да постапат по моето барање, затоа што ја добивам и повратен одговор од полициските дека е постапено. Сега Министерството за внатрешни работи, сите полициски станоци имат министерот Оливер Спасовски даде наредба сите полициски да изготват план месечен и програма активности, каде што и министерката Тренчевска рече дека ќе се спроведе истиот план, ќе го изработиме заедно. Градиме дни на Скопје, полициските станици, Министерството за внатрешни работи за малолетни деца и нивната деликвенција, Министерството за труд и социјала и сите центри го изготвуваме сега планот, го изготвуваме за како да постапиме професионално поблаго за децата кои се злоупотребуваат и кои се секојдневно во... Добро, тоа е поврзано и со протоколот. Ке ве прашам конкретно за протоколот, но сакам само уште едно прашање кога сме веќе тука. Јас еве како лаик, нели е логично кога полицијата и Министерството за труд и социјала, социјалните служби ќе излезат на терен и ќе ги фатат овие родители со нивните деца како питачат, веднаш да им ги одземат тие деца. Бидејќи тоа е флагрантна една злоупотреба на децата. Ако вие своите деца ги користите за питачење, не знам зошто тие деца не би биле одземени. Видете вака, јас многу пати со Министерството за внатрешни работи и со јавното обвинителство, каде што јас кажав дека еве изминатиот период, дека кажав Министерството за внатрешни работи и јавното обвинителство, значи овие се тие два документи кои го поддржуваат овој проект, не е само како на хартија доставено до мене, него се вклучуваат и почнуваат да се реализира тоа. Јас им кажав, не само да им се одземе родителското право и кривично да одговара Законот за кривична постапка и кривичен законник. Значи јас, Министерството, јавното обвинителство, сите јавни обвинители во цела Македонија, во сите локални општини каде што ги има јавните обвинители, они ќе постапуваат према законот, да им се одземе привремено родителското право, за секогаш да му се одземе, каде што тие, откако Министерството и Центарот кој ќе изготви решение каде што го достават до судот или до јавното обвинителство, понатака не знам машините како се одвиват према институциите, ги читав некои закони, значи они постапуваат према законот и им се одзима родителското право
и ги сместуваат децата откако ќе се одземат од родителите, се сместуваат во згрижувачки семејства. Мал број е на одземање на родителското право, не сум задоволен. Министерството за труд поднело 15 кривични пријави, по службена должност и на Министерството и полициските станици, 7 деца згрижени во згрижувачки семејства. Мал број на ова. Значи, ние имаме од 80 до 120 само во Скопје кои се злоупотребуваат малолетни деца, новороденчиња, како што кажав дека и за сексуални услуги ги злоупотребуваат девојчињата, за еден мобилен телото го продаваат и така натака. Тоа зборуваме секојдневно, на секојдневно. Јас не сум задоволен. Еве, јас ќе апелирам до министерката, иако се сретнуваме, јас мора да критикувам, мора да ве поправам сите и да ја вршите службената положба. Ве замолувам поголем број. Центрите за социјални грижи, и кажав, и ќе кажам пак, не да седат во нивните канцеларии, нивната работа е теренска, затоа што јас кажав во целиот свет, социјалните служби се на терен, по булевари, семафори, раскрсници, трговски центри, целиот свет така работи. Кажав дека во Србија во изминатите гостувања дека овој проблем е решен во Србија. Сакам и тука да се реши. Дајте центри, директори, излезете на терен, вршете си ја својата службената положба, а не на ден од 5 до 7 кафиња да пиете и проблемите не ги решавате затоа што вие зимате плата од народните пари. И овој деценијски проблем сеат. Центрите, ако ја извршуваат, директорите, сите службеници кои се одговорни за овој протокол, кој треба да постапувале во изминатите години, да го реализирале како што треба, постепено ќе се намалеше бројката, дури и во 2023 година ние веќе немаше да ги имавме овие питачи. Да, ова што го кажавте за тоа да излезат на терен да не пијат кафе, мислам дека е добра препорака за сите институции. Да, за сите апсолутно. Во однос на протоколот, вие заедно со останатите институции работевте, изработевте еден протокол. Можете ли да не кажете нешто за него, како е донесен, што содржи он и што предвидува тој протокол? Еве го протоколот, може граѓаните и слушателите на ТВ24 да го видат, кој го изработивме. Ние во месец, еве повелете еден за вас. Благодарам. Еве го стариот, значи ово е стариот протокол од 30 страници, кој беше претходно неизработен како форма, хартија. Како работна верзија. Фрлен во фиока, деценијски години наназад, каде што сите изминати влади, сите министри кои биле на труд и социјала, овој пат јас се зареков со медиумите, со главните уредници, сите кои ме поддржува и кои се вклучија во овој проект, реков овој проект мора до крај да го истерам за уште останатите да ги реализираме. Ова агенда протокол за меѓусекторска соработка за постапување со деца на улица. Што значи ова? Видете, што значи тоа меѓусекторска соработка? Ова вака сега, ова се реализираше на 5 септември 2022 година. Таму бевме ние во Маврово се одржа овој семинар да се разработи целиот протокол, затоа што јас кажав протокол како протокол само на хартија го имаше во институциите, во труд и социјала и центрите, ама никој не го реализираше, никој не сакаше да го работи. Во изминатите години, 2014 година, како што правев денешно истражување, се мрдна нешто, ама колку да рече, ајде еве да се разбистри малце водата, да не е така, да биде бистра, и така. Јас да ви кажам, горд сум што прво ова сите заедно го постигнавме, што се реализира. Макотрпно 3 дена во Маврово се работеше према агенда протоколот. Овој протокол е составен од сите релевантни институции, од Министерството за внатрешни, полициските станици, центрите за социјални грижи од цела Македонија, труд и социјала, Министерството за правда, Министерството за здравство, Министерството за образование и уште многу институции. Бевме на семинар 3 дена во Маврово, каде што идеше проектот преку Министерството за труд и 2 невладини организации. Ние и уште една кои ги згрижуваат децата од улица. Овој протокол беше изработен од страната на Министерството за труд и социјала, каде што Тренчевска си го прати целиот стручен тим да го работат макотрпно за 3 дена. Ние за 3 дена го изработивме. Овој протокол ги поздравам Министерството, центрите кои учествува во целиот и сите релевантни институции. Ако се сака, се може. Ние сите заедно успеавме и го изработивме овој протокол. Овој протокол е за отстранување на децата, да им се одземе родителското право, да се запишуваат во јавни детски градинки, во средни и основни училишта. Министерството за здравство има одговорност да секој дете кој ќе биде одземено од родителот да се веднаш однесе во рок од 24 часа
во сите релевантни овие здравствени установи да им се направи испитување во каква е нивната здравствена состојба и исто голема благодарност до здравството што не само да ги прегледа, него и се задржува децата од 5, 10, 15 и месец дена се додека не се реши неговата здравствена состојба, бидејќи ете си имат последици од тие студови, кажав, од големите температури и така натака. Министерството за правда и Министерството за внатрешни им дава тамо на фантомите кои се неевидентирани со посебен странски матичен број. И тоа е фатено со протокол? Сите се офатени, да им се реши здравствената состојба, да бидат они веќе и законски се заштитени. Јас кажав дека ромите не се незаштитени, него заштитени се како граѓаните на цела држава, така и они се заштитени. Им следува образование, вработување и сите тие работи. Овој протокол не е само да се изработи, јас кажав. Овој протокол сега го има целата влада, сите општини, сите министерства, сите центри за социјални грижи и према овој протокол сите институции треба да постапат да функционираат 24/7. И граѓаните исто имаат право да пријават на сите мобилни телефони кои ги има во страната на Министерството за труд и социјала. Секој граѓанин има право доколку затече питач или злоупотребувачи на децата веднаш да пријават во центрите за социјални грижи каде што ќе има оставено мобилни телефони и во соработка со полициските станици ќе постапат на терен за да им се одземе родителското право, на некој ќе им се одземе целосно, со некои родители ќе бидат под надзор на центрите од страната на овие социјални служби, ќе ги следат семејствата и ќе работат со нив и должност е да работат центрите со ова, да не ги во иднина злоупотребуваат. Доколку повторно се реши, автоматски се изготвува од страната на труд и социјала и останати релевантни институции да им се одземе целосно комплет родителското право. Ние сега работиме на поблаги методи. Знаеме дека е зголемена бројката и дека повторно се вратија, но требаше во месец март да започнеме голема акција на сите најодредени елитни маркирани локации, но го стопиравме за да сите ја изработат програмата и планот каде што јас треба да го изработам и да го доставам до Министерството за внатрешни работи, до труд и да постапат сите заедно да постапиме на терен да се отстранат питачите, да се повика, да се разговара со нив и верувам со целото тоа работење и овој протокол. Јас кажав, не е само за изработка, но треба да се реализира. Јас еден апел ќе дадам до сите институции. Почнете да го работите протоколот. Апелирам до сите центри, како во целиот свет, како во Србија го реши овој проблем. Вие имате право и должност службената положба да извршувате на терен, не седење во канцелари, само издавање на документи, решавање на нивните секојдневни проблеми, завршена е приказката. И ќе кажам, и ќе дадам еден апел до министерката Тренчевска, една мобилна патрола не е доволна за градот Скопје и за цела Македонија. Зборувате за социјалните служби? Да. Потребно е во Скопје најмалце од 5 до 7 мобилни екипи, 24/7 интензивно да работат, тогаш ќе се намали бројот. Со една мобилна екипа на одредени периоди за 7 дена, ние не можеме бројката да ја зголемиме, затоа што јас си кажав и на министерката, и на сите, и на граѓаните дека градиме иднина за неполна една година отстранивме и ги тргнавме 1500 питачи кои беа предупредувани, опоменувани, за да не идеме со поригорозни од Законот за кривична постапка и кои ги злоупотребуваат децата, затоа што ние ги известивме. И сакам до министерката Тренчевска и до сите центри, користете го законот и сакам и ќе барам да се измени и дополни законот за кривична постапка и кривична одговорност, каде што децата се злоупотребуваат, организаторите, мафијашите, непознатите сторители кои не дават да се идентификуваат, ќе бараме ние од институциите да одговараат кривично од 1, 3, 5 и 15 години да лежат затворска казна и верувам дека со тие казни они веќе ќе се свестат 1, 2 или 5 или 15 родители кои ќе почнат да им се поднесе кривични пријави и да веќе си го најдат местото тамо каде што име, каде што јас кажав дека
2000 секојдневно уште питачат и се уште не е решен проблемот и не сум задоволен од центрите за социјални грижи затоа што секојдневно овој проблем треба да се решава и треба секојдневно да излегуваат, како што кажав, на раскрсници, булевари, сендвичи и така натака каде што ги има, затоа што они имат мафијата, организаторите и непознатите сторители кои прават кривично дело, они имат добра разработена шема, како и во целиот свет. Да. Добро, го спомнавте проблемот и со тие така наречени деца фантоми, кои се без документи, тоа се деца, па веројатно и нивни родители кои не поседуваат никакви документи за лична идентификација, тие не се воопшто внесени во системот на државата. Велите дека се работи и на решавање на овој проблем, има ли тука некаков напредок? Видете, апелирам до сите граѓани кои се во Македонија од ромската популација, на сите тие што не им е решен проблемот, да си се обратат во сите центри за социјални грижи и во сите полициски станици или каде што се издават, да секој има право да си поднесе таму апликација, да си уплати секако што треба и да му се издаде матичен број како странец во Република Македонија, затоа што таков е принципот и правилата на Министерството, затоа што не може они одма да добијат матични броеви, затоа што они има многу дилеми кои не се решени помеѓу нив. И јас еве апелирам до сите граѓани, до целата ромска популација, пријавувајте ги навремено новороденчињата и малите деца, затоа што има и поригорозни казни и мерки према вас. Децата веќе не се знаат чив е, односно родителите не знаат чиви се кои се и како се децата, не сакам никого тука да навредувам. Од моите истражувања направив дека Министерството за внатрешни работи, труд и социјала на многу фантоми кои нема матични броеви, кои не си го знае идентитетот, државата ги покриваше трошоците према многу брачни парови кои немале средства да ги покриват кон правење на ДНК, признавање на мајчинското, родителството и децата. Јас ќе кажам, вие сте тие кои треба самите да си ги бркате работите, не само да се чека од општините, од државата, од невладините и така натака. И овој децениски проблем ние кои го имаме, знаете ние од кои го имаме, од самите граѓани на Република Македонија, сите кои ги учат да им дават монети од 1, 2, 5 и 50 и 100 и негде и 500 монети, самите сме криви ние до ова дереже што дојдовме, да они секојдневно зависат од ова. Добро, но знаете како, може некогаш луѓето не сакаат ниту да бидат евидентирани. Некои од нив веројатно не ни сакаат, бидејќи им одговара овој начин на живот, на црно да речеме, така се заработуваат, се тераат, никој не може да ги казни, да ги евидентира и така натаму, но сепак треба ли државата тоа да го регулира сама, бидејќи знаеме дека не е добро да имаш граѓани кои не постојат никаде, на хартија ги нема. Видете, јас кога ги имам неколку ние не градиме иднина во соработка со сите релевантни институции, поготово највише со првиот човек на социјала, Тренческа и незиниот тим. Јас не доаѓам тамо да се гледаме и кафе да пиеме. Ние по сат време, сат и пол имаме состаноци како и на кои начини да се решаваат проблемите. Јас се ви дадов предлог, многу предлози, сугестии, идеи да се изменат и допунат многу во законот за да бидат уште повеќе позаштитени со закон, каде што ромите се заштитени во Македонија со сите законски процедури, но они ги избегнуваат да не бидат заштитени со закон и да не она што го кажавте да на црно ова. Тоа веќе ни Европска унија, ни НАТО, ни никој друг нема да го дозволи, што и веќе и тоа они го бара. Во другите земји веќе сите се евидентирани и пријавени. И јас кажав дека Министерството, Труд и МВР и сите институции ќе се вклучат да на 700 фантоми, како што имавме состаноци во изминатите од 14 до 17 месеци со институциите, рекоа дека ќе им го решат проблемот, ќе им дадат матични броеви, ќе бидат заведени, но самите треба да се свесни да идат по институциите да ги пријавуваат децата, за да они тоа го искористат правото и го имат правото. И они се и со закон заштитени при вработување, се вработуваат во општини, нели чистачи, хигиеничари, во моловите ги има како обезбедување. Сите законски права ги имаат они во цела Македонија и јас кажав, ова е децениски нерешен проблем. Ако ние, медиумите,
главните уредници, новинарите и градиме иднина и ја највише кои што инсистирав и бев упорен и до крај ќе го истерам овој проект до крајот на 2023 година на питачењето и злоупотребата на децата и отстранувањето мора да се стави крај во 2023 година затоа што сите институции ние сериозно работиме на овој проект. Ова не е играчка, не е хартија само земи, напиши и фрлија. Значи, ние решаваме човечки судбини, да се стопира злоупотребата, да одговарат кривично, да си се приведат во полициски станици, да им се одредат затворски казни, каде што параф и до 15 и до животно, каде што, ете кажав, и малолетните девојчиња се злоупотребуваат. И тука не застануваме сега. Ние продолжуваме, голема работа е, јас само еве пак ќе кажам, сите локалната самоуправа, општините, градоначалниците, престанете да ги злоупотребувате за време на локалните избори кога ви се најпотребни. Еве еден апел ќе дадам, формирате ваши јавни предпријатија, секоја општина има јавно предпријатие, водовод, комунална хигиена и така натака. Ајде, како што ги вработувате партиските машинери ваши, дајте да им помогнеме и нив да ги вработиме. Еве заштитени се со закон. Да. Кои они права ги имат и би сакал овие права. Они ги имат, но не знаат како да се упатат и не знаат каде. И ве замолувам, престанете да ги злоупотребувате кога на вас не е најпотребно, затоа што кога ќе им дадете вработување, кога ќе го заштитете, кога ќе има образование, детска градинка, каде што во цела Македонија ги имаме околу 120-130 градинки, каде што и веќе нови се отвараат, местото им е тамо, не им е на улица, него им е во училишта и... Ова, со ова што завршивте, сакам да продолжиме, спомнате градинка, училиште, но голем проблем е што овие деца исто така не се ни образуваат, тие не одат на училиште. Значи, тоа е еден сериозен проблем. Воопшто не го поминуваат тој дел. Имаме околу 12 деца биле запишани и вклучени во образованието. Тоа е за мене слаб. Рече се ништо, да. Ништо, само 12. Ништо. Значи ништо. Јас себе апелирам до сегашниот градоначалник, до сите ромски издруженија. Седнете, работете и решавајте им го секојдневниот проблем кој го имат, затоа што само така ќе се реши. Не аплицирате на проекти, не се удирете во гради дека ова е направено, тоа е направено. Во Македонија ништо не е направено за нив. Затоа што и самите тоа го потврдува дека никој ниту еден од политичарите од ромската популација, каде што има 2 или 3 политички партии, има и повеќе. И повеќе, и невладини организации или ја вика само не злоупотребува за политички подцели, ни дават по 1000 колку да гласаме за нив и веќе 364 дена никој нигде како нема да им помогне. И затоа ние имаме зголемен број на питачење, на нерешено стамбено прашање, каде што и правев истражување, Министерството за труд и социјала и полициските станици потврдува дека они се и со решено стамбено прашање. Они добиваат и социјални станови во цела Македонија, дури и кои питачат, се со стамбено решено обезбедени во цела Македонија и јас не знам. Еве, и имат и стамбено решено, многумина и кои немат решено, ајде тие ќе им се реши, ете сега социјални станови ќе се доделува 292. Тука спаѓа за сите ранливи категории, 6 на ранливи социјални категории. Јас себе ќе кажам, секоја општина треба дворот да си го исчисти. Ово е проблем и на општинско ниво. Секоја општина, јас кој го читав законот за општините, општината треба секојдневно да го решава и на ова категорија проблемот во процес вработување, запишување средно основно образование, помагање на финансиска помош, санирање на нивните домови доколку се срушили од елементарни непогоди, да се запишат децата во детски градинки, да им најдат ова. И знаете што е најпаметно и најдобро за нив? За ромската популација се има во државата, само нема кој да ги потурне. Јас сега ги потикнувам со ова сите права да ги бараат. Не да зависат од питачење, од бришење на шофершајбни или после работа пак повторно да се врати на улица. Закони имаме, институции имаме. Дајте, бркајте си ги вашите права како и сите граѓани кои имаат правата во Македонија. И едно интересно истражување што направив, ајде сега ја и ти да идеме во Дубај. Што вели анкетата? Анкетата за 24/7, каде што стварно професионалци, питачи, испраксирани, обучени, верувате за еден месец они еден стан добиваат заработувачка. Од едно питачење 60.000 евра во рок од еден месец. Во и Дубај. тоа професионалци во Дубај и они знаат како да им влезат под кожа, вадат медицински извештаи,
злоупотреби се вршат од едно дете ќе земе медицински документ, од друг родител ќе земе и они тука слабоста ги погодува. Значи тамо во Дубај ви кажав дека на месечно ниво добиваат од питачење еден нов стан во Скопје да се купи од 60.000 евра. Рачунете 12 месеци пута 60.000 евра, ете ти ги 12 стана и да ви кажам, во неколку земји ја гледав према питачите во Македонија, мислам од 15 до 25 евра према сторителите кои ќе питачат на улица, булевари, трговски центри е многу минимална сумата. Во Србија и во Хрватска гледав, Босна и Херцеговина гледав од 150 до 400 евра од страната на државата према казната. Кај нас е многу мали, ама јас им кажав дека ќе барам допуна измена на многу закони во државава за да казната ги освести и веќе со тоа мислам дека ќе се реши тој проблем. Јас барав и од Министерството за внатрешни работи, и од труд и социјала, и од владата повторно ќе барам да се донесе нов закон, да се дополни измени во сообраќајот во цела Македонија, каде што ги има сите кои им дават на питачите да одговарат кривично со глоба казна од 500 до 1000 или 1500 евра, затоа што верувам дека со тие казни ќе се свестат граѓаните, затоа што веќе камерите ни функционира во целиот сообраќај и да ги улови како во соседните земји што е во поразвиените. Само така мислам дека ќе ни дојде памет и мислам дека забрането давање на пари. Забрането, да биде и имам неколку предлози, идеи и сугестии каде што флаери при секоја регистрација на возило ќе се дава флаерче да се намали питачењето, да не им се дава, дека се стават во ризик, многу пати каде што кажав дека самите возачи прават кривично дело, дека учествуваат во тоа, дека неколку сообраќајки имало такви да на 10 метри летат питачите и така натака. Јас еден апел ќе дадам до сите граѓани, кога ќе добивате пензии, кога некој ќе ви звони во вашите домови, на никого врата не отварајте. Они вадат непознати документи, не знаеме од постари од 5, 10, 15 години, они стар документ вадат и барат пари. Затоа што јас и тоа го истражував и го проверував, не дај Боже, затоа што позади нив може и да стои мафија, да некој ви влезе и ве оплјашка и ве утепа на лице место. Ве замолувам, граѓани на Република Македонија на локално и општинско ниво, врати не отварете на никого, било кој да е, затоа што денеска дојде тешко време, не знаеме што ни очекува во животот. Престанете да им давате затоа што правите кривично дело, кривично ќе одговарате, за тоа барам да има допуна измени во законите во државата и да се полни од една страна буџетот да профункционира овој проект и да се продолжи. Апелирам до сите градоначалници, до сите општини, вработете ги ромите од ромската популација и ќе дадам еден апел исто до ромите. Дали ова во Германија, во Швајцарија, во Америка, тамо каде што се запишувате како азеланти, каде што работите, негде и на црно, негде и со документи и така натака, дали ова питачење кое е зголемено во Македонија, бројката беше од 4000, па се намали на 2 и повторно во Скопје се зголеми 120. Дали ова во соседните земји кои ќе отидете да работите, после работното ваше време, дали ова го практикувате и дали смеете? Јас добив информација дека не смеат, дека таму работат и законите функционират и полиција има нонстоп по булевари, по раскрсници и ги решава таму веднашка проблемите. Ние имаме институции, имаме полициски станици, имаме сообраќајна полиција, имаме се во државата, но не функционира. Да. Затоа успеавме да ги разбудиме сите институции. Треба волја. Добро, пред крајот имаме уште некои други теми кои се поврзани со ова. Едното е згрижувањето на деца во тие згрижувачки семејства. Познато е на јавноста дека во Македонија веќе не функционира систем на колективни домови за деца без родители, туку тие сега се сместуваат во згрижувачки семејства. Но се појавуваат информации дека во тие згрижувачки семејства децата и некогаш не се третираат толку добро, за некои постои дека се малтретирани, за некаде дека се запоставени, едноставно дека прават што сакаат, па се жалат нивните соседи. Вие сега најавувате едно истражување на таа тема. За што би се работело тука? Видете, овдека има на повеќе факти. Иако не стопира во многу проекти неколку институции кои ова, ја пак наоѓам нови начини, методи и механизми како да продолжам со ова. Видете, ова е сериозна работа со згрижувачките семејства. Јас и реков на министерката на труд.
ми остануваат уште 3 проекти и потоа веќе се повлекувам од мојата хумана мисија затоа што ќе дадам на друг некој нека работи да веќе доста е 25 години. Јас си кажав, додека не ги реализирам децата кои се тепат во згрижувачки семејства, каде што се малтретирани, каде што се на училишта несредени, небањати, идат со гниди, со вошки, тоа нема да го дозволам јас. И кажав на министерката Тренчевска дека ќе обезбедам во соработка со училиштата, средните, основните, детските градинки, со помош на Совет на родители, претседателите на Совет на родители, ќе успеам идејата таа што имам замислено, ќе го постигнам и тој проект, да видиме колку се тепани, малтретирани, злоупотребувани, здравствената состојба ќе барам да се прегледа целосно, па да кажат тие анализи, испитувања што се случува со децата и зошто е во таква критична состојба, каде што нема да дозволам дете во згрижувачко семејство што поттикнува од безродителска грижа и без родители да... Добро, немаме уште многу време до крај, буквално уште една минута, ве молам за кус одговор, бидејќи и самиот сте биле во дом за деца без родители, тој е познато на јавноста и вие го кажувате често. Кој е вашето мислење сега за овој модел? Подобар ли е овој модел за згрижувачки семејства од оној претходниот? Да, подобар е, но треба уште поголем стручен тим од страната на центрите за социјални грижи да се вклучат, да бидат целосно како во едно семејство, бидат следени, пратени што со нив се случува, како се развиваат, како просперираат, што утре со нив ќе се случи и така натака. Мада министерството и министерката, како што ми кажа Тренчевска и ова, дека добро функционира, но пред 2 недели имаше баш од такво семејство една голема кражба што на еден мој близок цела ташна му ја украдува со доверливи документи, печати и доволно, и дури ги најдовме одма. Во рок од еден ден истиот он беше упорен, викам еве ти ги броевите од директорите, бркај ги ќе ги најдеш. Еве скрши ја возило и почна да крадат. Мислам населбата беше капиште стака од тие баш згрижувачки семејства и веднашка го решија проблемот и одма ги најдо. И за жал најтрагично од ромската популација тие веа и познати се и на полицијата и така натаму. Тука и не може полицијата нешто многу да направи, се работи за малолетници. Да, за малолетни. Ова и самиот ги најде и понатака не знам што ова, но верувам дека сите пропусти, сите проблеми ќе се решат со тимовите. Колку повеќе тимови има во тие згрижувачки семејства, повеќе патроли, повеќе контроли од страната на центрите, верувате дека сите проблеми ќе се решат. Ова е еден нов тежок и момент за и населеното место, и за сите комши, и за сите населби, за сите градови, но треба трпение да се има, фидбек да се даде еден мал простор да се реализира, социализират, затоа што сепак се пак во нова средина од 150, 120 и 200 бројка која беше во домовите, каде што бевме ние во еден круг, сега се двојат од сите, секој почеток е тежок додека го започна. Но верувам дека ќе вроди со плод и ќе се намалат проблемите, а на зацртаните проекти ние кои што реков ќе ги продолжам, не се откажувам, мора да се реализираат како протоколот што го реализирав. Господине Јовановиќ, ви благодараме за ова гостување. Секако ќе оставиме сега повторно еден период, па повторно ќе направиме фидбек до каде сме и што сме. Така, ви благодарам. Ова беше Илија Јовановиќ од невладината Градиме. Иднина почитувани со ова го завршуваме. Ова Студио 10. Останете со програмата на телевизија 24 за кратко почнуваат вестите.